Возачот кој го прегази Југослав на кеот на Вардар призна вина. 25-годишниот Фато Нури, кој на 1 јули годинава на пешачка патека на кеот на Вардар, управувајќи мотоцикл без возачка дозвола и без регистарска табличка, удри во 68-годишниот Југослав Николовски, сега ќе се брани за неукажување помош. Денеска пред Основниот кривичен суд Скопје, Нури призна вина за делото тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, но за делото неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода, обвинетиот најави дека ќе се брани и ќе предложи докази. Се чувствувам виновен за сообраќајката, што не би сакал на никој да се случи тоа. Големо сочувство за фамилијата, да можев да сменам нешто, би направил. За давање помош, сум давал помош. Обвинителката пак истакна дека управувањето на мотоциклот од страна на Нури било незаконско и дека тоа довело до тешки повреди од кои Николовски подоцна починал. Имено додека Николовски се движел по пешачката патека, мотоциклот со левиот страничен дел го удрил телото на пешакот, пошто тој останал повреден на земја. Од семејството на починатиот кусо изјавија дека очекуваат правдата да биде задоволена. Се надеваме дека правдата во Македонија ќе функционира и дека некој што направил вакво дело, едно дело кое што не може да се прости едноставно, да човек да оди да фрли ѓубре и на пешачка патека на кеј го прегази мотор и избега, немаме едноставно коментар, се надеваме дека правда ќе има. Трагичниот настан се случи на 1 јули доцна вечерта. При ударот Николовски останал да лежи повреден на патеката со тешки телесни повреди, поради кои подоцна починал. Судот ја раздвои постапката по предметот и за првото дело за кое обвинетиот призна вина го одложи за 24 октомври, додека за второто дело за кое обвинението ќе се брани, судењето ќе продолжи на 11 ноември.